Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Предлог буџетот за 2025 година на владата на Мицкоски покажува дека планираат само да ги задолжуваат граѓаните, без да ја развиваат економијата и без да ги покачуваат платите. Погрешни и би рекол погубни се овие политики кои се преточени во буџетот за 2025 година. Тоа ќе значи уште една загубена година за економијата, за граѓаните и за полицајците. Власта предлага зголемување на буџетот на МВР, но не планира зголемување на платите на полицајците. Или, например, се предлага зголемување на буџетот за набавка на владини возила за дури 75%, а нема план за модернизација и современи системи за подобрување на безбедноста на граѓаните. Гледајќи ги криминалните пресметки кои секојдневно се случуваат на улиците, како вчерашниот случај со бомба во Керамидница, е силен показател колку криминалните групи земале сила по смената на власта, но и колку е важна улогата на МВР во безбедноста на граѓаните. Затоа СДСМ поднесе над 200 амандмани на буџетот за 2025 година, од кои во делот на МВР поднесовме неколку многу важни амандмани. Прво, поднесовме амандман за зголемување на платите на полицајците за 20%. За полицијата да биде вистински сервис во едно демократско општество, мора да имаме и мотивирани полицајци. Таа цел со овој амандман целосно ќе се исполни. Полицајците се клучната алка за безбедноста и сигурноста на граѓаните, чувари на редот и на мирот. Тие се секогаш во првите редови подготвени да го ризикуваат својот живот за државата и за сите граѓани. Во изминатите години СДСМ силно инвестираше и во подобрување на животниот стандард на граѓаните, и на модернизација и подобрување на условите за работа. 17 милиони евра инвестиравме за реконструкција и обнова на 80 објекти и уште 2 кои се во тек, и тоа се Македонската телевизија, управните служби Скопје и Центарот за обука во Идризово, а во тек е изградбата на новата полициска станица во аеродром. 14 милиони евра вложивме за нови униформи и материјално-технички средства за полицајците. Стратешки важни објекти ги завршивме целосно, како например Центарот за електронски податоци во Прилеп и форензичката лабораторија. За жал, не гледаме дека власта сака да продолжи да го развива капацитетот на МВР, ниту да го модернизира. Туку едноставно сака да го партизира и да го злоупотребува во партиски цели. Ветуваа гордост, но денеска полицајците се понижени и деградирани. Неспособноста на власта ја загрозува безбедноста на граѓаните, што го гледаме во изминатиот период. Над 25 вооружени инциденти се случија само за неколку месеци. Затоа, освен за платите, СДСМ има амандман и за набавка на нови современи технички средства. Бараме пренамена на пари за 4 нови командни центри. Имаме амандман за 30 специализирани дромонови за работа на полициските сили и за набавка на 300 напредни комуникацијски уреди, како и 50 уреди за мерење на издувните гасови на возилата. Сите овие мерки ќе влијаат на подобрување на условите за работа и зголемување на ефикасноста, а со тоа и на услугите за граѓаните. Пратениците на СДСМ активно ќе учествуваат во расправата и ќе ја браниме потребата од усвојување на овие амандмани, затоа што се важни за безбедноста и мирот за граѓаните, а со тоа и за развојот на државата. Благодарам.